Министерството за транспорт и врски денеска го објави јавниот повик за распределба на 36 станови во социјалната зграда во Виница. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски по тој повод изрази обиколка на зградата од каде ги објасни критериумите за распределба. Јавниот повик трае до 16 ноември и на него може да аплицираат 6 категории на граѓани согласно одлуката за распределба на социјални станови, и тоа деца без родители, кои до својата 18-та година биле згрижени во институции за деца без родители, корисници на право на гарантирана минимална помош, лица погодени од елементарни природни непогоди, лица со попреченост и семејства со лица со попреченост, лица припадници на ромската заедница, социјално загрозени, согласно стратегијата за роми, како и самохрани родители со малолетни деца. Денес го објавуваме јавниот повик за распределба на оваа социјална зграда, која брои вкупно 36 стамбени единици. И тие во иднина ќе бидат ставени на располагање на најранливите категории на граѓани на кои тоа им е потребно. Согласно одлуката за распределба, право на аплицирање за добивање на социјален стан имаат неколку категории на граѓани. И тоа, под 1, деца над 18 години без родители или родителска грижа, односно кои до својата 18 година биле згрижени во институции за деца без родители. Под број 2, корисници на право на гарантирана минимална помош. Под број 3, лица погодени од елементарни природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојни живеалишта. Број 4, лица со попреченост и семејства со лица со попреченост. Број 5, лица припадници на ромската заедница, социјално загрозени семејства согласно стратегијата за ромите на Република Северна Македонија. И под број 6, самохрани родители со малолетни деца. Барање за добивање на социјален стан покрај овие критериуми може да поднесат граѓани кои ги исполнуваат и следните услови: да бидат државјани на Република Северна Македонија, да бидат со постојано место на живење во општината каде е изграден социјалниот стан, и лицето кое се пријавува да не поседува стан во лична собственост или во собственост на брачниот другар и на полнолетните членови на неговото заедничко домаќинство на територијата на Република Северна Македонија. Инвестицијата е во вредност со 75 милиони денари. Објектот тука се состои од 3 ламели, во кои што првата и втората ламела имаат вкупно 36 стамбени единици, во двата по 18 стамбени единици и една ламела која што представува деловен простор од цирка 121 метар квадрат. Становите се со квадратура од 36 до 45 метри квадратни. Вредноста на објектот, како што спомна и министерот, е негде 75 милиони денари и објектот беше завршен на 1.7.2022 година. Министерот Бочварски додаде дека во завршна фаза се уште 130 социјални станови во Демиркапија, Неготино и Гевгелија и уште 470 станови кои се во изградба, и тоа во Бутел, Велес, Кочани, Пехчево и Сарај.